Добро вечер, Паја, како се чувствуваш вечерва? Добро вечер, добро ве најдов. Супер се чувствувам прекрасно. Да преминам на главното. Да можеш да избришеш една твоја песна, која би била? Една моја песна. Од поновиве или од постариве? Да можеш да избришеш една твоја песна, која би била? Да ја избришеш, да! Не би избришал, реално, не. Мене ми се слушна да изберам. Не би бришал никогаш. Браво. Дали твојата нова песна со Зера и да сингерица ги исполни твоите очекувања? Да, значи реално тоа што ни беше во план заедно со Десингерица, поздрав до него. Многу добар дечко, значи дружбата ни е топ како и да е, во контакт сме на секое. Искрено помина тоа што очекувавме, па на Балканов бевме сегде први трендинг, така да самите бројки си кажуваат. Дали тоа значи дека е полесно да соработуваш со артисти од Србија или со артисти од Македонија? Види, не мора тоа да значи, ама сепак имаат привилегии, имаат и таму кога ќе работеш, пошто таму е многу поголем пазар, потешко е, за разлика од тука. Ама ето Бела пример на македонски со македонски артист Лара, така да помина многу. Точно. Тука следува и прашањето дали мислиш дека поголем хит е песната со Лара или со Антонија? Па реално и двете добро помина, на настапи двете се пее, значи нон-стоп, ама сепак ќе одвојам Бела, така остана нешто што мислам уште 50 години ќе остане во Македонија и ќе ја знаат сите. Се согласувам. Кога може да очекуваме твоја нова песна? Во многу скоро време, значи тако не ова недела, следна недела, така да бидете спремни. Имам многу добар дует со една македонска звезда, што малце ќе ја вратиме се, што немат пеено 15 години, тука можда и појќе, не знам. Не ви кажувам со кого, нека остане изненадување, ама бидете спремни. Пошто ќе е нешто феноменално. Ти благодарам многу и ти посакувам среќа вечерва. Фала ви на вас, пријатна вечер. Здраво, Лара, како се чувствуваш? Здраво, прекрасно се чувствувам, навистина ми е мило што сум денеска тука. Како си ти? Одлично, фала ти на прашањето. Пред неколку месеци извади неколку нови песни. Како си задоволна со реакцијата на публиката и дали имаше надеж дека ќе направат бум како Бела во Србија и со огромна гледаност? Не, дефинитивно не мислев дека ќе има бум како Бела, затоа што Бела е песна која што навистина беше чудо и такво нешто. Мислам дека е многу тешко да се повтори, но дефинитивно не губам мотивација и баш ради тоа извадив многу проекти, затоа што навистина сакам да се трудам и дај Боже некогаш повторно да се постигне тој резултат. А инаку сум доста задоволна од проектите кои што ги извадив и се надевам дека ќе допрат до публиката така како што јас ги чувствувам. Супер. Дали можеме повторно да очекуваме дует со Пајак? Да, дефинитивно. Значи, што е до мене, дефинитивно може да очекувам. Со нетрпение публиката го очекува тоа. Макфест 2025 година? Искрено би сакала и ќе биде, мислам дека интересно доколку повторно се појавам. Јас искрено до сега 5 пати мислам дека си имам појавено на Макфест, мојот почеток е таму и некако сум така емотивно поврзана со фестивалот и дефинитивно не би одбила да учествувам повторно. Супер. Дали Лара е во емотивен однос? Ако да, дали може да откриеш кој е избраникот? Дефинитивно сега моментално не сум, бев, но ето сега е таков еден период каде што малце сум сама и сакам да посветам време сама за себе, а се надам дека за брзо повторно ќе видам. Супер. Што може да очекуваме нешто ново од тебе? Дали може би некоја соработка со српски артист или пак може би дует или соло песна на нашите простори? Соло песна дефинитивно, значи тоа секогаш може да очекувате од мене затоа што секогаш работам на соло проекти. Што се однесува за дуети, имам неколку идеи во глава, имам нешто почнато. А со српски артисти би сакала дефинитивно, но сакам стварно првата соработка со српски артист да биде нешто стварно убаво и да кажам така, да направи поголем бум. Лара, едва го чекаме тоа. Ти благодарам за изведеното време и се надевам дека ќе уживаш во вечерта. Фала ти многу. Благодарам многу, се надевам дека и вие ќе уживате. Навистина ми беше мило што го направивме ова интервју.